правел со луѓето. Го мрзело да зборува, а камоли нешто друго да прави. Кога дошло време да се копа лозјето, мрзеливиот човек прво си седнал под едно дрво крај лозјето. Малку да здивне, зашто далеку доаѓал пеш. Врапчињата го виделе, па брзо слетале на врвот од дрвото. Леле, домакине! Преплашена рекла врабицата. Отиде куќата наша. Како не ми текна дека лозјето ке се работи, па гнездото ке ни се растури? Ке видиме, домакинке, рекол врабецот. Белки ке му падне жал на стопанот на лозјево. Кутри врапчиња многу се исплашиле и што направил човекот? Мрзеливкото почнал да го копа лозјето. Удирал мрзеливкото со мотиката, удирал, ама подобро каменот се копал отколку сувата земја на која биле засадени лозовите стебла. Не бива копање, си рекол тој. Ке почекам некој дожд да омекне земјата, па ке копам. Си го извадил лебот од торбата, си го посолил со сол и пипер и сладко си се наручал. Потоа си легнал под сенката и си заспал. Кога се разбудил, си ја зел мотиката нарамо, му рекол "Збогум" на лозјето и си отишол дома. Така гнездото на врапчињата останало недопрено. По некоја недела му текнало на човекот да го крои лозјето. Стигнал под дрвото крај лозјето и си легнал во дебелата сенка. Кога го виделе врапчињата, кутрите пак се исплашиле. Сега кроејки ке ни го најде гнездото. Распаметена дживкала врабицата. Мрзливецот пак се наручал, го фатила дремка, па си рекол не го кројам сега, ме фати мрзата. Ама, што ке речат луѓето? Ми е гајле. Повеќе ке роди некроено. Па тој бил ептен мрзливко. И така, мрзливкото веќе не отишол да го дзирне лозјето, а камоли да го работи, па врабецот и врабицата мирно се живееле во гнездото. Си родиле и неколку врапчиња. Со време, меѓу лозовите стебла никнала висока трева. Тревата се исушила и станала сено. Кога еден ден мрзливкото сакал да види какво грозје му се родило, влегол во лозјето и нервозно почнал да ја корне тревата, да го собира сеното. Врабицата веднаш се исплашила и сакала да одлете и да ги разбуди врапчињата кои спиеле во гнездото. А врабецот смирено, спокојно и рекол: "Не грижи се, домакинке, не верувам дека човеков ќе ја плеви тревата. Тој не го среди лозјето, а камоли тревата." И навистина, кога мрзливкото видел дека тешко се корне тревата, си седнал под сенката и си рекол: "Да ја корнам, мака ми е. А да ја оставам, голема срамота ќе биде. Ми текна. Ке ја запалам. Ке изгори и без мака ке си ја завршам денешната работа." Леле, а врапчињата? Брзо, домакинке! Овој пат се исплашил и врабецот. Буди ги, децата, човеков ке ја запали тревата. Запалење, не треба многу мака. И мрзливкото ја запалил
целата трева. Ни лозје останало, ни грозје, ниту останало гнездото на врапчињата. За сите лошо. За мрзливкото, да. Од лошо, полошо, си останал и без лозје, и без грозје. А врапчињата, тие си останале со своите дечиња, малите врапченца. А гнездо, набрзо си направиле уште поубаво во некоја друга нива. Мрзливецот бил мрзлив, глупав. Мрзата е опасна работа. Сакаш да вратам книгата на место? Да.